Сабота 27 февруари старт на фудбалското првенство во Македонија во сите лиги. Зборам барем за овие од понизок ранг, зборам конкретно за стартот на второлигашките возбудувања широм Македонија. Конечно, фудбалскиот клуб Тиквеш од сабота се враќа на градскиот стадион во Кавадарци. Фудбалската федерација даде зелено светло за одигрување, иако се уште се работи на реконструкција на јужната трибина. Северната и источната се 95% готови, но јужната е, можам да кажам, во она средишна фаза од изработката. Во сабота овде во Кавадарци ќе гостува екипата на Росоман, диаметрално спротивни на табелата екипите на Тиквеш и Росоман, меѓутоа во подготвителниот период и Тиквеш и Росоман беа без пораз. Сабота 14 часот без публика на градскиот стадион во Кавадарци, Тиквеш Росоман, но затоа со лайв стрим и коментар во живо на rtk.mk. Денеска на пресконференција во просториите на клубот, информација околу подготовките, колку се задоволни од истите и околу очекувањата за престојната сезона, ни ги дадоа тренерот на фудбалскиот клуб Тиквеш, Пане Блажевски, капитенот Ѓорѓи Мојсов и новиот спортски директор Ивтим Илиев. За фудбалерите. Па добро, јас да ви кажем, ја као играч кој играв во ова времето. Фудбал, мислам дека многу важен е условите за игра и за работа. И сега со овој потез што ФК Кавадарци, што Тиквеш го доби стадионот и дозвола за игра, мислам дека ќе имаме поквалитетни надпревари и подобра игра. По подготвителниот период 4 победи и 1 нерешен резултат без пораз. Па добро, јас не гледам така, гледав друго, нормално екипата дојдов, ја преземав пред 43 дена и нормално мене ме интересираше формата, да подигнеме што е на прво ниво на физички план. Успеавме до негде, мислам дека од првиот ден до сега едно 30% да подигнеме на физички. Техничко-тактички имаме уште некои финеси да ги подобриме, има и добри работи, али не може преку ноќ, тоа е процес. Мислам дека ќе успееме да дојдеме до она финализација што јас ја замислувам као тренер и моја филозофија нормално се не можат одма тоа да го сватат, али мислам дека сме на прав пат. Според тоа ти што го замислуваш, има ли позиција во тимот која чкрипи? Па сега да ви кажам... Фали ли уште некој играч? Па добро, моментално не можам да кажам, ова е припремен период, нормално, дека се важен и резултатот, важна и формата, важна и позиција. Може, требаше уште едно засилување по мене, сега јас ќе кажам отворено ова што гледам, еден офанзивен везни играч фали во оваа екипа, што може ќе го подигнеш малку нивото на повисоко ниво, за да дојдеме до таа офанзивна игра повеќе. Па, најпрво, добар ден и да ви се заблагодариме на вниманието што секоја година и секои 6 месеци или секоја недела ни пружите задоволство и не пратите, а со тоа информирате кавадаречката фудбалска јавност. Најбитно е до сега што овој припремен период мина без повреди. Тоа е најбитно за една екипа и се надевам дека така ќе биде до самиот крај на правенство. Самите пријателски утакмици кажуваат дека сме на добар пат. Имаме, нашиот шеф наметна една друга филозофија, малце понапаѓачка, и добро е што сите играчи ја прифаќаат и се надевам дека така и ќе продолжим. Мојсов, не го прашав Пане намерно за тоа што Тиквеш може да очекува во овој пролетен дел од првенството. Ќе се бориме да го чуваме тоа второ место или ќе го нападнеме и првото? Не го прашав Блажевски, бидејќи фудбалерите с тие што играат на терен, не е тренерот, нели? Видите, за бранење, мислам дека не треба да се брани тоа второ место, треба да се нападне тоа прво место, но колку ќе ни дозволе и самата брегалница. Ние сме спремни и си држиме состаноци, имаме разговори дека тие 7 бода не мора да значат ништо.
најголем хендикеп ни беше што игравме во Росоман и во Неготино. Ако сакаш да бидиш дел од таа прва лига и ако сакаш да градиш добра игра, ти треба добар терен. Сега ова пролет мислам дека тоа на Тиквеш нема да му фали. И мислам дека ќе имаме многу подобри резултати. Управата донесе 3-4 добри, квалитетни, но и млади играчи, кај што клубот може да се подпре на ниво наредните години. Значи, знаете дека и јас, и Вареловски, и уште еден-двајца играчи веќе сме на залезот. Дали ќе играме уште 6 или година време, Тиквеш треба да гледа и на тие млади играчи. Вклучени се и деца од самиот град, од самиот младински погон. Има доста добри дечиња, таленти, така да и со овие деца што се по 19-20 години, 3-4 што се донесува во овој прелазен рок, мислам дека на добар пат и има еден правец Тиквеш што полека застанува на сосем стабилни нози. Каква е атмосферата во сооблекувањето? Па, атмосферата години наназад, јас сум веќе 3 години овде, е одлично, топ. Така, Значи, мал спортски да кажем. Фамилиарно, да. За прв пат на оваа позиција новиот спортски директор на фудбалска клуб Тиквеш. Лесно ли е да се седи на таква столче? Напротив, тешко. Очекував тешко. Дојдов и стварно е тешко, има притисок од сите страни. Тоа е нормално, без притисок нема предизвик. Ако нема предизвик не би се нафатил, али не е лесно како што изгледа во секој случај. Добивте зелено светло од Федерацијата за стадионот? Да, вчера имавме инспекција, добивме зелено светло за надпревар, со оглед дека се прави реконструкција, дека се сменет теренот, подлогата комплетно, нова, модерна подлога, значи дојде направија, дадија зелено светло, може да играме дома. Како што каже капитенот, тоа е нешто што мислам дека фали на секоја една екипа, пошто пола од надпреварите ги имаш на твој терен, знаеш како се движи. Предноста на домашен терен, претходната полусезона, мислам дека Тиквеш му фалеше, као секој надпревар да го игра на гости и тоа е... Северната трибина се стое, источната ја направија, сега јужната е во фаза на реконструкција, ќе се поставуваат столчиња или? Во фаза на реконструкција е јужната трибина, другите две се горе-доле готови. Сигурно имаат уште некои мали ситници за доработка, кога ќе заврши се, тогаш ќе се пристапи кон поставување, да не дојде оштетување на столчиња и секако во овој период има забрана за публика, се горе-доле ирелевантни столчињата, дали се поставени или не. Обезбедени се тука столчињата во Кавадарци, чекаме само да ги поставиме. Има ли најава за рефлектори? Најава за рефлектори, да, има. Точни информации околу тоа, за жал, немам да ви дадам кога, како и што, али има најава дека треба да се игра ноќно фудбал, Кавадарци треба да се игра. Да кажем дека денеска ви престои ковид тестирање? Да, денеска престои ковид тестирање, некаде во 17:30 часот од Фудбалската федерација на Македонија. Се надевам на негативни резултати, значи позитивни во фудбал, негативни во ковид. И во сабота со сите сили напред. Морам да те прашам, бидејќи навистина знам колку е тешко да се биде спортски директор. Очекуваш ли помош од бизнес секторот во градот? Види, тоа е прашање што секогаш е прво поставено, али јас сметам дека решавањето на тоа прашање не е прво што треба да се реши. Ако може би изгледа така на почеток. За да побараш помош од бизнес секторот, треба да возвратиш нешто на бизнес секторот. Значи мора да направиме стратегија како првен ќе му возвратиме ни на бизнес секторот, па после да побараме помош. На која врата и да чукнеш и да му речиш дај, ќе те прашат што ако дадам. И ако немаш одговор на тоа прашање, е многу тешко да добиеш позитивен одговор од било која фирма или компанија или било како. Така да една од првите работи е да почнеме да работиме
на одговор на нивното прво прашање, што ако, па после дури мислам дека може да почнеме да се обратиме до бизнис секторот, да имаме што да одговориме кога ќе побараме. Во сабота Тиквеш Росоман, Сабот- предпоставки твои. Сабота Тиквеш Росоман, како што кажав, таму на спортски план позитивен резултат, обавезно победа, мислам нема тука друго. Како што каже капитенот, не треба да го браниме второто место, треба да нападнеме на првото, разликата е 7 бода, реално не е многу, не е ни малку, тоа ни дава надеж да нападнеме. И сега ние да ги победиме сите надпревари до крај на сезона, не е само до ФК Тиквеш и до овие играчи и до тренерот, треба да малце да имаме и спортска среќа на спротивниот план, таму да очекуваме некои од другите ке екипи да направат изненадување над директниот конкурент. Така да одиме дефинитивно во сабота и на секој надпревар на 3 бода. Информација со на фактот што нема публика, да кажем дека ќе има лайвстрим. Да, дефинитивно лайвстрим на вашиот медиум РТКМК, секој домашен надпревар, така да поддршка, ако не на трибини, барем на телефон, на компјутер, пред телевизор, било како. Гледајте и навивајте, мислам дека имаме шанси да оваа сезона ми се најочигледни шансите да од година да играме прва лига. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.